Добро вечер, нова емисија на Разговори. Ова вечер ќе поразговараме за тоа како е формирана ВМРО-ДПМН. Најпогоден соговорник на оваа тема е господин Емануел Јаковлевски, кој е и вечерашен наш гостин. Господин Јаковлевски, добро вечер и добро дојдовте во студиото на телевизија Ултра. Добро вечер. Имено излезе од контрола за тоа докажување кој е највистинскиот основач на партијата. Еднаш имате изјавено дека секој оној кој што бил присутен на основачкото собрание во 1990 година дека може себе си да се нарече дека е дел од формирањето на ВМРО-ДПМН. Меѓутоа, партијата не се формирала прекинокни или се работело години назад за незино формирање. Тоа е започнато од 1963 година, кога е формирано ДОМ, за да во 1972 година се трансформира во Движење за обединување и ослободување на Македонија, каде што и вие сте член од самите почетоци. На собранието во 90-та година не беше присутен Драган Богдановски, бидејќи со себе и немал патни исправи, но сите сте едногласни дека најголем основач на партијата е токму Драган Богдановски. Како се формира партијата? Овие организации што ги спомнавте, значи ОКМ, ДОМ, со две о Движење за обединување и ослободување на Македонија, значи се континуитет на старото ВМРО, а ВМРО-ДПМН е продолжување, континуитет на овие организации кои што функционира во иселеништво. Јас сум член на тие организации од 71 година, а 76 година ми е првата средба со Драган Богдановски, Миле Илиевски, кои што беа водачите на организацијата со седиште во Шведска, во Гетеборг во Шведска. Да, точно е дека последно време, не последно време, веќе неколку години наназад, сите се чукаат во гради кој повеќе да каже дека е основач на ВМРО-ДПМН. Значи, јас во неколку наврати го кажав моето мислење. Значи, пред да се формира ВМРО-ДПМН во Македонија, во иселеништво имаше инициативни одбори за формирање на Демократска партија за македонско национално единство. И кои се основачите? Прво, идеологот на ВМРО-ДПМН е Драган Богдановски. И тука завршуваме со дискусијата. Значи, затоа што имаше неколку тврдења дека други некои били идеолози, значи идеологот е само единствено Драган Богдановски. Основачите на ВМРО-ДПМН се сите тие кои што учествувале во инициативни одбори во иселеништвото и во Македонија, сите кои што учествувале на основачкото собрание на 17 јуни 90 година во Домот за млади во Скопје, сите тие кои што се учесници на основачките собранија по општинските комитети низ Македонија, сите тие кои што 90 години ги оставаа своите работни места и ја напуштаа фамилијата да учествуваат по митинзите низ македонските градови и низ диаспората. Еве, јас да ви кажам дека во Европа немаше поголем град каде што немаше неколку протести, неколку демонстрации за признавање на Македонија. Значи, не може да се каже само дека основачи се тие што биле во Скопје. Точно да, тие се основачи на партијата, меѓутоа партијата како што се ширеше по општински комитети и сите имаа право да бидат основачи. Дури сега има и одлука на партијата дека основач и ветеран е секој оној кој што се зачленил во ВМРО-ДПМН 17 јуни 90 година, се до 31.12.94 година. Или највистинскиот основач е Драган Богдановски, а основач е секој оној кој што се залагал за независност на Македонија. Точно, може и така се каже. Значи, сите кои што биле ангажирани на некој начин, или по протестите, или со перо, со пишување, по вестниците, секој има право да каже дека придонесол нешто за партијата и дека е дел од основачите кои што ја формиравме ВМРО-ДПМН. Како ВМРО е формирано за време на османлиското робство, меѓутоа ВМРО ги преживеа османлите, ги преживеа двете балкански војни, двете светски војни, го преживеа комунизмот од 45-та се до осамостојувањето на Македонија. Дали ВМРО-ДПМН ќе преживее оваа криза или како што вие велите, ќе го преживее најголемиот непријател Сорос?
Во минатото патриотизмот се покажувал значи со пушка во раце, со бомби. Во 21. век, сега сме веќе во друго време, каде што патриотизмот се покажува на дело со отворање на работни места, со отворање на фабрики, зголемување на пензии, давање субвенции на земјоделците, социјална помош за социјално загрозените. Значи, такви патриоти денес ги има многу малце, а најголем патриот кој што ги ја свати состојбата каква е во Македонија и што е најпотребно во Македонија е нашиот председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој што мимо водењето на политиката во Македонија најповеќе се концентрира на економијата и тоа што нас не е потребно во овој момент, и затоа не случајно последниве години, значи во времето на владењето на ВМРО-ДПМН има околу 170.000 отворени нови работни места, што тоа е патриотизмот во денешно време. Сигурно и поради овие показатели ветераните се со целосна поддршка кон Груевски. Јас пред изборната кампања бев координатор за контакти со ветераните и направив со мојот тим околу 60 на средби низ цела Македонија, значи во сите општински комитети и местни комитети многу посетивме. Значи во целина единствени се, ветераните се единствени. Точно е дека и кажувањето и пишувањето дека има многу и незадоволни кои што не им е може би доволно внимание посветено на тие луѓе кои што имаат огромна заслуга за ова што денес го имаме, не само за државата, туку и за партијата. И затоа во иднина јас како координатор за ветераните ќе направам усилби да некои работи ги разговарам и ги договорам со председател на ВМРО-ДПМН како да им помогнеме на овие луѓе кои што имаат огромна заслуга, како што кажав, за партијата и за државата. Единството е тука, тоа го покажа и последниве избори, ветераните да станаа на страната на ВМРО-ДПМН, иако беа некои заведувани од страна на некои бивши функционери на ВМРО-ДПМН кои што се одметнаа од партијата и си најдоа можеби други партнери поблиски до нивната идеологија кои што имале, за жал, а ние мислиме дека они се баш по таа идеологија која што ние ја пропагиравме 90-те години. Меѓутоа, ветераните се покажа стабилни и не наседна на тие трикови од тие одметници, би рекол, од партијата. Колкав е бројот на ветераните? Па по некои бројки ние рачунаме околу 25.000 имаме, кои што може би за 2-3 дена би направил попис, а веќе направил некоја листи тама. Значи има од 25.000, меѓутоа како што оди времето до 94-та година на се основачите има над 40.000. Се чувствува ВМРО како победник за време на изборите, после изборите, иако се уште трае тоа политичка криза. Видите како... Кога и да е, се извинам, кога и да е таа ќе заврши, веројатно секогаш по завршување на криза и откако ќе бидете победник, сигурно секогаш стануват и се појак. Колку ВМРО ДПМН ќе зајакне после ова? Со какви луѓе или не луѓе имаме работа, подпомогнати од тие странски експозитури, од Соросоиди, од амбасади, некои амбасади во Македонија, каде што толку огромни суми пари се влева во Македонија и се подкупува гласачи. Најверојатно тука исто е финансиер исто и албанската мафија која што им годи тоа што им го кажа Зоран Заев во предизборната кампања во Швајцарија и тука во Македонија. Со оглед на тоа колку пари, колку напори се направија, колку луѓе застанаа против нас, јас на неколку трибини кажав дека ВМРО-ДПМН се бори против сите. И во каква состојба се наоѓаше партијата, значи за време на изборите, што се вели сардисана од сите страни, мислам дека повторно ВМРО-ДПМН испадна победник и јас во една прилика кажав дека и после овие избори и после сите кризи и во партијата и во државата, ВМРО-ДПМН секојаш останува победината и посилна. Меѓутоа, мене ми е многу интересна вашата историја. Обвинувани сте за се и се што, за атентати. Имавме на кога беше атентатот на Киро Глигоров и тогаш ве поврзаа со атентати. Од самиот почеток, кога диаспората била таа која што најповеќе се залагала за независна Македонија
Можам слободно да кажам дека во времето на комунизмот 99% од населението на Македонија не ни помислувале за независна Македонија, додека вие заедно со диаспората во 70-тите, 80-тите години со чаша во рака наздравувате за независна и суверена Македонија. Поради тие причини од самиот почеток сте можно интересен за тајните служби. Колку време долго ве следат тајните служби? Одни од времето што од Југославија, не? Да, значи од самиот почеток кога сум ги направил средбите со Драган Богдановски, почнуваат више спомнување на моето име во досијата на тогашната УДБА. И во поголемиот дел од тие записи кои што они ги правеле, документи, секаде пишува дека јас сум радикален емигрант, опасен посредина. Јас прво никогаш не сум бил емигрант, значи јас во Германија заминав како економски емигрант и отидов на работа во Германија, ама никогаш не сум се откажал од државјанството. Еве и ден денес имам македонско државјанство, значи после 30 и неколку години живење во Германија никогаш не сум се откажал од македонско државјанство, значи имам единствено македонско државјанство сега. За време на тогашниот систем, уште во времето кога првата посета направи со Драган Богдановски во Гетеборг, уште од тогаш почна некои спекулации дека јас сум вклучен во еден атентат кој што се случи во Гетеборг во Шведска. Беше пукано по членови на конзулатот југословенски и од тогаш како ме ставија во графата на опасен, како што напишаа тие тогаш, значи радикален, опасен емигрант, тоа до ден денес ми се случува. За атентатот на Киро Григоров бе встави исто на листата на осумничените. Дури имав и проблеми и во Германија, затоа што службите од Македонија побарале од Германија да ме испитуваат во врска со атентатот на Киро Григоров. Тогаш 3 дена бе викан во службите, во БНД службата германска, на разговори, на истражување, на испитување. И после третиот ден од кога заврши истрагата, испитувањето на белинските служби, ги прашав дали сега откривте дека јас сум тој кој што стои позади атентатот на Киро Григоров. Вика, не, вика, ние знаеме дека господин Јаколевски, вие не сте, вика. Па му велам, ако знаете дека не сум, што ме малтретирате 3 дена на разговори тука. Вика, тоа вашите служби го бара од нас. И ние знаеме точно кој е атентаторот на Киро Григоров или кој стои позади атентатот на Киро Григоров. Тоа од почеток го знаеме дека вие не сте вмешани во тој атентат. Сте били ли некогаш небезбедни и сте почувствували дека животот ви е во опасност, дека нешто ви се подготвува? Не. Видите, да човек да не се чувствува сигурен, прво треба да нема чиста совеста. Јас и после сето тоа што го пишувале за мене и за атентати, мешаме, скоро имаше некои пишувања од Лјупчо Георгиевски, кој што сака да се направи интересен. Сте помислиле ли некому да извршите атентат? После толку избори што ни направи штета од 25.000 членови гласачи ни зема, они кога не доби ниту еден пратеник во Македонското собрание, сака да се направи интересен и дал некоја изјава, прочитав некоја изјава тамо, дека јас и Жан Митрев сме барале човек да го убие Лјупчо Георгиевски, сака да се направи да интересен, да изгледат од Да, тоа беше на неговиот Facebook профил, на ден кога Бог се јавил, веројатно почувствувал и тој да се јави, каде што ве обвинува со Жан Митрев дека сте сака се направи важен и се кажал нешто. Ајде, мене каде ме спомнува, не ми е прв пат да ме спомнуваат мене, туку не знам од каде го најде и Жан Митрев да го. Добро, не е тоа прв пат, претходно и Достадиновска ја обвини за атентат, па откако госпоѓата се огласи, веќе Лјупчо не се ни појави да го демонтира сето тоа. Ниту Достадиновска му спремала атентат, ниту Мане Јаковлевски му спремала атентат на Лјупчо Георгиевски. Точно имаше едно време, значи времето кога беше он председател, значи 94-та година, мислам дека беше, не,
2004 година, 5 година, не знам точно сега. Тоа беше она точно кога беше. вие сте го информирале дека постои Да, нешто. имаше некои луѓе дојдено од диаспората кои што му беа намерачени на Лупчо Георгиевски. Меѓутоа целта беше Лупчо Георгиевски се повлече од функцијата председател на ВМРО-ДПМН. Воспротивно, да, точно му спремаа они. Меѓутоа не сум ги организирал јас, а уште помалце и Жан Митрев. И затоа тврдам дека ние и во времето на Југославија, во старата организација, сме дискутирале за Македонија, меѓутоа никој не ставил предлог на маса дека треба да правиме атентати тогаш или сега. А Лупчо Георгиевски, ако ВМРО му спремало атентат, мислам не ВМРО-ДПМН, да не се разбереме погрешно, значи ВМРО ако му спремало, а јас сум од тие тврдокорните или од тие кои што се радикалните, ако му спрема ВМРО-ДПМН, ВМРО, организацијата ВМРО атентат на Лупчо Георгиевски, он немаше 2 дена да остане жив. И затоа нека не се прави многу важен таму да си дава значение, сака да почне народ да го сожалува, како еве Мане сакал да губи Лупчо Георгиевски глупости. Јас не би сакал ни тие да ги коментираме. Да се вратиме на тајните служби. Знам дека поседувате огромна архива од тајните служби што ве следеле. Ова е документ од 28.3.1984 година. Ќе ја замолам и решијата да не го прикаже. Веројатно ви е познат документот. Да, од Белград. Да, внатре стои дека располагаат со сознание дека Јаковлевски отвора ресторан во Дортмунд со име Гоце Делчев. Внатре има фотографија од Гоце Делчев и Александра III, а измеѓу фотографијата е картата на Голема Македонија. Таа карта што е нарекувана Голема Македонија, карта на Голема Македонија, тоа не е Голема Македонија, тоа е етничката карта на Македонија, тоа е вистинската Македонија, правата Македонија, која што за жал во Букуреш ја поделија. И за ова конкретно за тој документ што од Српскиот сојузен секретаријат за внатрешни работи. Значи се работи за еден наш човек кој што кај нас работеше во Берлин, струмичанец, кој што отвори ресторан во Дортмунд, сличен на нашиот во Берлин, кај што и ние имавме на зидот картата на етничка Македонија и слика на Гоце Делчев, тоа што е најнормално, како македонци ние може би они очекуваат од нас ние да ставиме сликата на фотографијата на Тито да не направат дека сме пријатели. Значи ние си го негуваме нашето, си негуваме нашата македонска историја и традиција. Јас бе на прилика во Скопје на едно од многуте сослушувања која доаѓав од Берлин, нели ме секојаш бев во службата за државна безбедност. Им кажав дека да, ние имаме грешка, да, јас имам грешка една огромна, ама вие не ме прашувате за таа грешка, не прашувате за други грешки. Кога ме прашуваме која ти е грешката твоја што ти ја потенцираш, ведам грешката моја што ја сака Македонија повеќе од вас. Па вика, и ние сакаме Македонија, па која сакате, ведам, зошто ме викате на разговори цело време кога дојдам за македонски работа. Значи, грешката беше наша, тоа, мислам, грешката под наводници грешка, што многу си ја сакаме Македонија и ништо повеќе. Значи, нашите раца се чисти, не сме ги окрварили до ден денес. Да, тајните служби продолжуваат да ве следат. Ова е исто од втората управа од време бивша Југославија, 16.7.86 година. Режијата да не го прикажете и овој документ, сите ви са познати. Да. Тука е дека вие требало преку некој турски државјанин да пренесете пропаганден материјал во Македонија. Да, работевме ни во времето на Југославија со турски организации. Мислам дека тука се работи за една курдска организација од курдите, која што требаше да несе пропаганден материјал во Македонија. Точно, значи, они не беа многу контролирани на границите која влегува, затоа што тогаш низ Југославија проаѓа они транзит. И така се договориме да донесе, не само сум планирал да донесе, него донесоа, носеа пропаганден материјал. Но и по осамостувањето на Македонија, вас ве следат и македонските служби, не ја гледам причината, но ве следат. Ова е втората управа од 2.12.91 година, каде што нешто малку ми е нејасно сето тоа, зашто тука така стои, вели дека сте превземале радикални активности за да внесете оружје во Република Македонија.
Ова е подпишано началникот Добри Величковски и Слободан Богоевски подсекретар. Видите, тоа е 91 година, веќе ние сме самостојна македонска држава. Значи, и во самостојна македонска држава службите работеле, значи старата удба си функционирала. А не како што каже и Богоевски пред неколку дена дека службите никого не следеле, доказ, мислам, имам документ кој Имам што и јас документ да, кој што е над подпишан, стотина лица се тука кои што се следени, 70% се А и албанци. овој, да. Има околу 30 македонци, кај што сум јас исто на овој список. Драган Богдановски да. се тука, Чушкови се од Велес, они познати во Македонија како бомбашите од Велес. Атанасовски Митко, врапчето што го знаеме, значи, во првиот македонски парламент. Познатиот. Да, има Црномаров Димитар од Битола, значи има околу 30 македонци, другите се албанци, што е знак дека во ново време, 91 година, не само албанците биле следени и пишувани како државни непријатели, еве документи дека и македонци биле угнетувани или третирани како државни непријатели. Со кој А не се фала затоа што они цело време кажуваат дека само тие биле малтретирани. Овој документ кажува дека и македонци се ставани на листата на државни непријатели и сме следени. За ова што го спомнавте за оружје, да, за оружје од Бугарија, да, точно е, со Драган Богдановски имаме неколку патувања во Бугарија и бевме примени исто во кабинетот на тогашниот председател на Бугарија Жело Желев и Попов, председател на владата на Бугарија, каде што баравме точно да баравме помош во случај доколку и во Македонија се отвори војна како што беше примерот во Хрватска и во Босна и Херцеговина. И јас еве од ова временска дистанца кажам дека многу голем пријател ни беше Жело Желев и да, точно е дека че имаме огромна помош од страна на Бугарија доколку беме нападнати од Југословенската армија. Пред 3 дена се слушнавме на телефон за да ја договориме емисија и додека разговарав со вас еднаш ваш пријател ме слушна. По завршување на емисијата ќе ви кажам за кого станува збор и ми даде една фотографија. Да ја замолиме режијата да ја видим и фотографијата. Имено по портали се пишуваше дека Саша Мјалков станал член на партијата кога начело на партијата дошол Никола Груевски. Оваа фотографија е сликана на 12. мај 1991 година. Тука е Драган Богдановски, Мане Јаковлевски, Сашо Мјалков секако, Љубица, Кире, Мендо, Момир, Жарко, Ѓорџи на пат од Берлин за Хамбург. Велат дека Сашо Мјалков дошол во ВМРО кога Груевски станал председател, но ова не е монтажа. Сашо Мјалков не може би и пред Груевски во Сашо Мјалков е постар член на ВМРО, допамне од тие кои што кажуваат дека е ново дојден во партијата или дека е нов член во партијата. Значи со Сашо Мјалков ние контактираме, редовно контактираме од 85 година, кога неговиот татко Јордан во Чешка беше во представништвото, го водеше представништвото на Макотекс. Владко и Сашо Мјалкови живеа во Полска, во Прага и таму студираа. И секој викенд Сашо Мјалков беше во Берлин и така почна нашите разговори во однос на Македонија и така продолжи и во времето кога ВМРО да спомане формираме. Сашо Мјалков има членска книжка од 11. септември 90 година. Тоа го најдов, скоро најдов во мојата документација и пристапницата и членската книжка ги најдов. Значи од 11.9.90 година Сашо Мјалков е член на ВМРО ДПМН. Оно што е во моментов актуелно, доаѓаат локални избори. На минатите ВМРО ДПМН одлучуваше кој ќе биде победник во 5 општини. Во 2 победи ДПМН, во Игуновци и во општина Маврово Ростуше, но со гласовите на ВМРО ДПМН, тројца градоначалници на ДУИ победија. Каков е ставот за следниви избори? Ние во Тетово и Гостивар, точно е, одлучиме кој ќе биде градоначалник. Во Гостивар, во Тетово Теута Арифи, во Гостивар Невзат Бета. Јас присуствував на разговорите со Невзат Бета пред
да одлучи партијата дека значи, му помогнеме на Невзат Бета да биде граначалник во општина Гостивар. За ТУ тарифи не знам, тука не сум присуствувал никакви разговори. Меѓутоа и го подгази незината ветување кое што нели пред тоа разговарале со нашите општински комитет тука во Тетово. Ништо не го испочитува. Значи се откаже од бесата што нели популарно е наречена кај албанците, кога ќе каже албанец беса и толку е останува на зборот. Мислам дека и со овој потек во Гостивар на Бета, кај што каже дека ни еден албанец не би се сложил дуи да коалицира со ВМРО-ДПМН, мислам дека и тоа е избрзано од Невзат Бета. Тоа може би е неговиот начин да каже како благодарност како го направиме граначалник, значи на Невзат Бета му дадовме околу 7350 гласа, мисли чини, во Гостивар, а он на изборите со Руфи Османи победи со 1500 гласа разлика. Доколку не беа нашите гласови, мислам дека Бета ќе доживееше катастрофа на тие избори и не само ќе изгубеше како граначалник, Невзат Бета мислам дека ќе беше чкртнат на еден начин и од списокот на ДУИ како функционер. Ние го вратиме назад во живот со нашите гласови, меѓутоа така кога на некој ќе помогнеш и ќе ти го сврти грбот. За мене ова што го кажа или што сега работи Бета против ВМРО-ДПМН од партијата што го направи граначалник, мислам дека е вртење на грбот и се откажи он неговата беса која што ни ја даде кога бевме на разговор со Сашо Акимовски во Гостивар пред локалните избори. Вие присуствувавте на тие договори? Не ме разбрав. Вие присуствувавте на тие договори? Да, јас бев присутен на дали тој разговор. Дали го испочитува сепак она Бета што го вети? Да, тоа што го вети го испочитува. Единствена грешка што му замеривме не му беше избрзаната одлука да го промените името на мостот преку Вардар во Гостивар према судот. И мислам таа одлука што е донесе, он беше без совет донесена одлука. Без советот, без одлука на советот, значи без Бадентер, без консултација, сепак ние сме политички партнери со него. Меѓутоа нека оставиме на него тоа да си одлучат и да бидеме внимателни, да видиме наредните избори кога ако Бета се кандидира повторно за граначалник, мислам дека не би ние како ВМРО-ДПМН не би го поддржале повеќе. А доколку има друг кандидат? Тој ќе оставиме на партиското тело да се договора меѓу себе. Ќе видиме се како ќе се одвиваат и преговорите за формирање на влада. Меѓутоа испадна податоциве до претедна година дека ДУИ беше неприкосновен во полок, меѓутоа со парламентарните избори видовме дека доколку се здружат трите албански партии излеза на локални избори против ДУИ. Одлуката кој ќе биде граначалник повторно ќе носи ВМРО-ДПМН. ДУИ е повторно најсилна партија во албанскиот блок и они се изненадени и они изгубија многу гласови. Јас рекол некако 7 пратеници изгубија новија парламентарни избори и они не очекуваа, претпоставам дека и они не очекуваа дека толку многу ќе добие, меѓутоа се покажа дека албанците се подкупливи и они зема огромни пари да гласаат против Бета, против ДУИ, да го даде свој глас за СДСМ, партијата која што многу им ветуваше и кантонизација, федерализација на Македонија, двојазичност и затоа албанците и за пари се полажа по тие ветување на Зоран Заев, кој што, еве јас би кажал сега дека Зоран Заев не може апсолутно да промени нешто во Уставот на Македонија. Уставот да се промени би требало да гласаат 2/3 од пратениците. Може би и на таа карта играт. Да, 2/3 не може да има и сите албански пратеници да бидат на страната со СДСМ, не може да направат 2/3. Значи тој закон или тој предлог што им го даде или што им ветуваше Зоран Заев не може апсолутно да се реализира. Плюс ние како ВМРО-ДПМН никогаш, значи по ниедна цена не би прифатиле промена на уставот и воведување двојазично на цела територија. Дали може би СДСМ играт и на таа карта
бидејќи пред неколку денови на портали видовме како членови на СДСМ велат дека за нив е се прифатливо тоа што го бараат албанските партии, знаејќи дека без ВМРО-то не може да помине и можеби и на таа карта играат. Така се советувани од Сорос и од нивниот лидер Зоран Заев и најверојатно тој од амбасадите во Скопје, тие пријателските држави што ни се нарекуваат нивните амбасадори, они го барале тоа да го каже. Он си го кажал, јасно го кажал, значи не го кажал во минатото кога не сме имале телефони, мобилни телефони или толку лесно било да се снима, го кажа и он лично на трибина, нели, со албанската диаспора во Швајцарија и тука го повтори неколку пати во Македонија. Не дека он знае дека нема да успеат, затоа што така ја гледат на работата, нема му е седно, он би прифатил да биде и председател само на Струмица да биде држава, а него не го интересира Македонија. Он не знае ние македонците со какви проблеми се среќаваме во Западна Македонија. Тука нема му е лесно Струмица да дава идеи што би направил, кога би направил. Меѓутоа, фала му на Бога што не зависи од него ова држава Македонија. Иако можеби ние како партија, односно раководството на партија и воопшто владата на Република Македонија, во времето кога почна со предавството Верушевски и Зоран Заев, треба веднаш да бидат уапсени и изведени пред лицето на правдата. Многу долго се чекаше и затоа сега од еден-двајца непријатели си собравме неколку илјади непријатели. Мислам час поскоро после формирањето на влада мора овие работи една за секојаш да се решат. Не може македонски народ да биде заложник на Зоран Заев и на Веришевски, и на Сорос и на таа банда таму кој што сака да разнабита Македонија. Ние старите членови на ВМРО-ДПМН ќе бараме тврдо од партијата да го реши случајот со Заев, со Сорос подхитно треба да се забрани во Македонија, ако сакаме да имаме мир во нашата држава. Ќе успее ли Груевски да формира влада? Ако Ахмети се придржуваат на неговата беса и на неговите изјави тогаш на времето кога беше, нели, за победничката партија од албанците и победничката партија од македонците да формира влада, ако остане на неговото тогаш тврдење и мислам дека наскоро би требало да имаме влада. Воспротивно, како што каже и председател Груевски, ВМРО-ДПМН нема да направи по секоја цена влада со ДУИ, доколку ги бара овие работи кои што му ги ветуваше Зоран Заев за федерализација и двојазичност. Меѓутоа, негова си одлуката, меѓутоа после, ако не го испечитува тоа правило кој што самиот го наметна во Македонија, тоеш да не се изненади наредните избори кога ние ќе избереме свој партнер за формирање влада, а не победничката партија на албанците. Иако поминовме низ една силна политичка криза, сепак оно што во моментов се случува е позитивно за Македонија, добро течат работите. Председател на Америка ја превзеде функцијата. Каква и нивна не очекува? Мене на многу места ме праша како ја мислам иднината и дали после со Трамп ќе биде многу подобро или како ќе биде. Во секој случај нема да биде полошо отколку што некои работи трна со администрацијата на Обама или не дај Боже да ги добиеш изборите Хилари Клинтон. За Македонија ќе беше многу црн период. Да се надеваме дека Трамп ќе го испочитува и тоа што го кажуваше, нема да се меша во внатрешните работи на државите, ќе им помага дами, тоа нема да се меша, па само тоа е доволно ако не ни се меша во нашата држава Америка или тие од претходната администрација на Обама, мислам дека тоа ќе биде голема придобивка. А се надевам дека за светот во секој случај подобар избор Трамп, кој што заедно со Путин најверојатно ќе работат да го направат светот подобро катче за живење отколку што го замислува овие неколку луѓе од администрацијата на Обама, кој што беше веќе бившиот поранешниот председател на Америка. Бидејќи треба да ја завршуваме емисијава, започнуваме со тоа како е формирано ВМРО-ДПМН, да завршиме со ВМРО. Формирано е во годината, но имаме едно видео каде што вели
Прикажани се 25-те најопасни герил единици, а тука на второ место е ВМРО. Значи, се работи за некоја, се работи за многу сериозна организација. Ако било толку силно ВМРО, колку е силно ВМРО ДПМН и колку е опасно? Времењата што биле порано, како времето кога функционираше кога старото ВМРО, беа веќе минато време, тогаш се покажувала силата со пушки и со бомби. Мислам дека сега сме 21 век, каде што ВМРО ДПМН како сериозна политичка партија се бори секојдневно за отварање неколку работни места повеќе во Македонија, привлекување на странски капитал. Меѓутоа, старото ВМРО да го оставиме во историјата. Не дај Боже, ако некој посегне по стабилноста по иднината Македонија, да повторно се пробуди старото ВМРО, тогаш не би им препорачал на никој да го будат лавот од долгиот сон, кој што благодарение на случувањата во светот останат во мирување. Господин Ковлевски, јас ви благодарам што бевте гостин во емисијата Разговори. Се надевам дека повторно ќе видите тука во студиото на телевизија Ултра. Се разбира дека отвориме нови теми. Може би многу брзо ќе ви викнеме доколку се формира и влада во Република Македонија. Благодарам што бевте гост. Благодарам за поканата. Почитувани, тоа беше разговорот со Мане Јаковлевски околу формирањето на ВМРО ДПМН, а и отворивме и некои други теми. Се надевам дека го задржавме вашето внимание. Благодарам и довидување.